Добро дојде во Магична сцена за Жарко Спасовски. Здраво, Жарко. Здраво. Снимаме пред почетокот на представата 105-та изvedба на Синиот портокал. Се снимаме во театарот Джинот во Велес, каде што си ти директор и актер во представата. Како ги усогласуваш сите тие обврски кои што ти се наметна со доаѓањето на директорувањето во театарот? Ако пробата ни почнува во 11 часот, јас си доаѓам во театар во 8 часот. Си почнувам со моите обврски како, со функцијата како директор, си ги завршувам до пробата, па си продолжувам после со проба, уште една, како се што разговаравме. Од забајле веќе така, завршивме 2 проби, па сега представа. И да, вечерва 105-та изведба на Синиот портокал. За мене најдрагата представа, затоа што поставивме рекорд во нашиот театар во поглед на представи одиграни во нашиот театар. Претходно имавме, мислам дека рекорд околу 70 на представи, а еве сега секоја наредна нов рекорд си поставуваме. Така да вечерва 105-та изведба, најгледана представа, најиграна представа во Велишки театар. Колку години веќе ја играте? Премиерата беше 2017 12 април. Така да веќе 8 години е на нашата сцена представата и секогаш е распродадена, што е огромна радост за сите што сме и дел од представата и дел од нашиот ансамбл. Што мислиш зошто успеа оваа представа толку долго да е на репертарот и толку да е стално да се бара карта повеќе за нејзините изведби? Сигурен сум затоа што премногу си ја сакаме представата. Уште во самиот процес Александар Ивановски, режисерот, еве поздрав до него, постави едни стандарди кои не дозволуваше под тоа да одиме, нагоре можеме да одиме. С некои негови правила кои се за почит и не замоли од премиерата па еве 105 изведби, пред секоја представа да имаме проба. Сега, значи, 105 пати ја играме представата, сега ми заврши 105-та проба, пред представа. И тоа доаѓа многу убаво како да бидеме, ако ја немам играно еден месец, знаете како пред представата една италијанка ние што ја викаме, ќе свртиме и како освежување ни доаѓа, како да сме уште у процес. И така да пред се мислам дека поради тоа затоа што го почитуваме и тоа што сме договорени, дека мораме проба да имаме, си ја сакаме представата, а тоа публиката го гледа. Буквално и морам да напоменам и поради маестралниот Фајк Мефиловски. Во представата освен Фајк Мефиловски и ти играше во првата постава Самил Стојановски, кој што за жал не е повеќе меѓу нас, но ви остави аманет да продолжи да живее оваа представа. Да, нашиот драг и ценет колега, покоен Самил Стојановски, Бог да го прости, кога дозна за целата ситуација, не би сакал многу да говорам околу тоа, буквално не замоли, туку ни заповеда дека мора тоа да трае, затоа што и за него таа беше една од најзначајните представи и реално моравме тоа да го направиме. Едно е што представата навистина ја сака публиката, тоа е доказ за тоа што е секогаш распродадена, од друга страна да го испочитуваме и него. Трето, дека и ние сакаме навистина да играме. Мене ми е празник секогаш кога играм представата. Баш секогаш. Така да сега колегата наш Благојчо Стојанов одлично си влезе во улогата, он е голем професионалец, си го сработи неговото што требаше. Сега неговиот притисок за представата е еден, за нас е друг, затоа што ние веќе играме толку години, за него секогаш е како да била вчера премиерата, затоа што он игра вечерва му е 4-та изведба, мислам. Зошто се одлучи да си глумец? Имаше афинитети како мал, читаше книги, одеше во драмски секции? Не се сеќавам на првите детски представи што сум ги гледал, не конкретно. Првата моја професионална представа што сум ја гледал воопшто и што тука нешто ми се роди вистински, нешто ме возбуди, е на локалитетот Стоби. Беше некоја странска представа, ништо не разбрав искрено. Некој јазик, не знам да не ве лажам од каде беа, битно не беа од нашето говорно подречје. Ама толку беше магично, толку беше спектакуларно за мене, што си заминав и од следниот ден веќе секогаш одев до театар да видам што има следно, кога има следно. Се приклучив во моето училиште, основно учев во Кирил и Методи. Веднаш се приклучив до драмска секција, рецитирав, на надпревари одев рецитаторски. Тука ми буквално некоја енергија нова ми влезе во детскиот живот.
Инаку јас од мали нозе спортист бев, од 8 години, 9 тренирав фудбал и цел живот со тоа. Ама ова некако ми влезе како нешто ново, како нешто различно, како нешто многу интересно, а претходно го немав, не знаев дека ме интересира реално воопшто. И така да си продолжи во средно образование, во гимназијата, тоа што јас го поседував на некој начин, го препознаа моите професори во гимназијата. Еве поздрав до Карамаркова Цветанка, професорката по македонски јазик, затоа што во прва година уште по првите неколку часови читав нешто. Ми даде да прочитам и рече остани ти после часот. И она ми кажа дека има драмска, дека можам таму да одам. Така да продолжив после со сите професори по македонски, со Александар Стојановски, да не ги не бројувам, сите продолжив тоа да го правам, па за да завршам 4-та година средно и единствено им кажав на моите дека тоа сакам да го работам. За жал, кога завршив 4-та, не прима актерска на ФДУ, па една година бев на друг факултет, затоа што за моите беше тоа не смеев тоа си го дозволам да не одам на факултет. Ама сепак, заврши таа година, ги испочитував моите, се запишав на факултет, ама се објаснив дека не е тоа јас што сакам да го работам каде што бев запишан, дека буквално само тоа сакам да го работам. Да отидам, да пробам барем, да ми дозвол да пробам. Отидов, за среќа ме примија, бев примен во класата на Владимир Милчин, за моја среќа, кој човек кој бескрајно го почитувам, кој едноставно кој го запознал не може да не го почитува, затоа што е маестрален во секој поглед. По меѓувреме што направи? Фудбалот, додека бев на академија, добив и повик за репрезентација да играм, во футсал репрезентација, така да и таму си направив некој собствен кейв, затоа што сум го работел од дете, нели, секој сонува да заигра под националниот дрес. Имав 9 настапи за репрезентацијата, па во Словенија игравме против словенците и добив сериозна повреда на коленото, каде што морав да позирам 2 години, така да некогаш животот те насочува конкретно што треба да работиш. Си се посветив на академијата, си ја завршив, си се вработив во овој магичен театар и натаму си од представа растеме сите, и јас како Жарко Спасовски со секоја нова улога и овој млад театар, сакам да кажам млад, не во поглед на тоа колку години е театарот, туку затоа што многу млади актери, многу убава млада енергија е влезена во овој театар во изминативе години, и затоа велам дека и јас и цел театар заедно растеме. Се вработи во стариот театар. Тој имаше некаква душа, таму правевме, не знам сега колку се сеќаваш, многу убави забави после премиерите, без никакви услови, но сепак се правеа и убави представи. Мојата прва професионална представа е токму во тој стар театар. Бев 4-та средно, добив повик од Слободанка Чичевска тогаш, дали сум заинтересиран, нешто се поставува, тогаш не беше јасно што, па отидовме заедно со мојот другар и колега Фајк Мефиловски. Джинот учителот се викаше представата, во режија на Дејан Дамјановски, и како требаше да бидеме ние статисти. Толку, нели, кога ти е дадена таква шанса со тие професионалци што ги гледавме секоја вечер, да бидеме на истата таа сцена, се трудевме, работевме за тоа да дојде да имаме буквално не статисти да бидеме, туку Дејан Дамјановски ни дозволи и сами да бидеме на сцената. Имаше сами, јас и Фајк бевме на сцената. Бевме, не знам, летавме, лебдевме, буквално од среќа што тоа ни се случува. Потоа откако додека бев на академија, имав уште една-две представи во Стариот театар, за точно така да се вработам во Стариот театар, бевме една година, мислам, само, и точно си се префрливме во овој преубав театар. А инаку тотално согласен дека театарот, да, треба да ги има, секој треба да ги има овие услови. Ама театар буквално секаде може да се направи. Можеме да направиме надвор, да излеземе и да направиме театар и публиката тоа да го препознае. Затоа што нашата публика дали не доаѓа и не е редовна од кога сме во оваа зграда. Во Стариот театар исто беше секогаш преполно велешен и буквално имаат култура за одење на театар. Така да ние сме од една страна привилегирани со публика како Велешката. Во време во Велешки театар имаме и Скопје, што го имате Велешки театар. Скопје ги имаме моментално Зорица Панчич од Скопјани, инаку имаме Исидор ние од Прилеп, Симона Димковска доскоро е од Куманово, ама сега веќе не е од нашиот дел од нашиот ансамбл. Уназад години во овој театар има работено Едмонд Сотир, кој што живее во Скопје, Роберт Ристов, Александар Велјановски, Кица Ивановски, са некој да не е, Маја Јутков, која сега
она е баш Скопјанка, која сега брзо пред 2 години и она си направи трансфер во театар комедија, така да имаме уназад години баш од секаде, ама од друга страна па немаше многу велешани кои има завршено факултет за драмски уметности. Така да во овој момент реално имаме минимум 13, мислам што се кои моментално на академија, кои се веќе завршени, затоа велам дека ни доаѓа некоја убава млада енергија во нашиот театар. И имаме сега велешани баш многу што можеме да ги вработиме и се надевам во иднина дека сите ќе се вработат во нашиот театар. Беше 1 година во стариот театар, тогаш се прави новиот, што ви се моташе низ мислите, кога ќе дојде, што ќе дојде, каква разлика ќе биде од ова што во моментот го имаме? Секој што бил во стариот театар, па дошол овде, ќе знае за што точно говорам. Значи, тоа доле имаше многу љубов, нели, многу добри представи, многу убава енергија имаше и во стариот театар, ама споредбата да правиме моментално со овој театар е не споредливо е. Тоа е стариот театар беше импровизација на некој начин. Тоа беше стара куќа, вие знаете многу убаво, стара куќа од позади која ги користевме како гримиорни напред сцена, ама па наша среќа што сите вработени внатре го сакаат театарот. Се трудеа и тој стар објект да го одржуваат и да биде репрезентативен на некој начин пред публиката. Никогаш не се дозволи да се посрамотиме ако сме во тој објект, ако беше стар објект. Знаете, се импровизираше ново фоје, се направи нечи кога ќе влезете па да имате некој чувство, нормално чувство, за разлика од овој објект каде што па да не претерам, ама во Европа имаме еден од топ 10 театри, ги имаме сите потребни услови, имаме се што ни е потребно за да твориме, да креираме и да уживаме во овој театар, како и ние, така и публиката. Имате и технички услови, имате и актерски услови, така што се е на место, само треба да знае да се искористи. Па реално и го искористуваме. Правиме минимум 6 премиери годишно. Еве сега веќе имаме направено 4, во тек е 5-та и работиме и останува новогодишната представа која ќе биде 6-та, со десетина глумци што се вработени, ние тоа како искористуваме ова што ни е дозволено и ова што го имаме. Ама го користиме и пак ја повторам и публиката што имаме. Го користиме тоа да имаме и 6 премиери, и 7 премиери, и 8 премиери сме. Се сеќавам кога во времето на Витанов, кога беше директор, и 8 премиери имавме една година. Убаво е кога ќе се направат тие 8 премиери, особено затоа што публиката тоа го цени и доаѓа на тие представи. Оти ние можеме да направиме и 25, ако немаме публика, се е залудно. Имавте среќа годинава да Синиша Ефтимов да работи тука со господја министерка, преубав текст, преубав режисер, одлична актерска екипа, феноменална представа. Секогаш е празник кога одново почнуваме да работиме со Синиша Ефтимов, еве да најавам до година уште еднаш ќе работи кај нас. Некако веќе и како домашен си го чувствуваме, затоа што знаеме сите кој е Синиша Ефтимов, знаеме човекот со каква страст, со каква љубов, со каква енергија го работи театарот. За таков човек што пред се е на актерот да му биде удобно на сцената и го работи тоа што народот го бара и народот го сака и затоа е толку ценет и почитуван Синиша Ефтимов. И да, оваа година е направи кај нас господја министерка, која утре е на репертоарот. Таа е едно од тие представи што како вечера за глупаци во режија на Ненад Витанов, како е Синиот портокал во режија на Александар Иванов, кога и да објавиме е распродадена буквално за 24 часа. Такви представи и таков режисер и таква екипа како што игра во господја министерка му посакувам на секој театар, затоа што и они чекаат, прашуваат колку пати ќе биде представата, колку ќе играме, каде ќе играме. Еве да ви кажам дека селектирани сме за Нушичеви дани со господја министерка во Србија, во соседна Србија ќе одиме нареден месец. Така да представата и публиката си ја сака, ние ја сакаме. Кој дошол еве конкретно за Нушичеви дани ја видува, презадоволни се, затоа е селектирана. Се надевам еве до година дека, не се надевам, сигурен сум, Синиша штом доаѓа, дека ќе направиме уште една одлична представа и ќе се бара карта плюс за таа представа. Те знаем уште од млади, мали денови и стално се смеевме дека си многу убав и дека ќе имаш еден куп улоги, што поради убавината, што поради глумата. Со текот на годините, како се одвиваше сето тоа?
во поглед на убавината, нели секогаш е релативно пред се, на некој ќе му бидеш поубав, на некој понеубав, на некој симпатичен, на некој воопшто не симпатичен. Сметам дека сето тоа што сум го заслужил досега е затоа што е се со труд, со посветеност во театарот, не е поради физичкиот изглед. Да, секогаш има нешто плюс околу физички изглед, ако му се допаѓаш на некој за конкретната улога, ама од друга страна, како викаат, поглед ние колку е убаво како глумица е, или поглед ние како глумец. Да, така да секој што застанува на таа сцена за мене е убав човек. Имам една парола, се водам по тоа. Не може да биде добар глумец ако не е добар човек. Така да така го гледам тоа, како сите глумци дека пред се убави луѓе. Имаше среќа да глумиш во многу представи, да не речем, ајде сега не е 100% во сите, но секоја втора сигурно си ти таму. Па особено откако се вработиме, добивме еден ветер во грбот тогашниот, повторно ќе спомнам, Јордан Митанов, директорот на театарот што беше тогаш. Добивме еден ветер баш силен, не само јас, и Фаик Мефиловски, подоцна кога влезе Италија настава исто, буквално во сите представи бевме. Имавме напоредно по 2 процеси, една проба од 10 до 2, па мислам дека тој ми е најубав период во театарот. Имавме од 10 до 2 работевме Крал Иби во режија на Цветановски. Имавме пауза за ручек од 1 сат, па почнувавме да работиме представа со Ненад Витанов. Пак 1 сат пауза, вечерта представа од 8. Буквално тука спиевме, тука јадевме, тука се правевме. И ако се враќам наназад години, ако треба да одвојам период од мојот театарски живот, би го одвоил тој, напорен, ама креативен и исполнет буквално по цел ден со креативност, работа, смеа, некогаш нормално нервози, ама нема поубаво нешто за актер кога е буквално затворен во театарот и на сцена. Имаш кои омилени улоги од дадените представи од тој период или воопшто? Кога ми го дадоа текстот на почеток, не верував дека ќе ми биде една од омилените. Станува збор за Класен непријател во режија на Теа Беговска, каде што имавме можност тогаш сите млади да бидеме во таа представа. Тоа кој го знае текстот знае за што говорам, за социјални проблеми на деца. И таму го играв ликот на Пегла, кој беше многу контра од мене, затоа што јас у принцип во животот сакам да ги решавам работите со разговори, никако насилство. Значи се може, мислам, да се реши со разговор, за разлика од тој лик што ги решаваше работите на поинаков начин, буквално со насилство. И кога ми го доделија, викам, не, ова не сум јас, буквално многу различно од мене, не, дури кога го правев тоа на пробите, едноставно се гадам од тоа што го прави. Значи имаме конкретни ситуации со Талија Настова, со Марија Стефановска, каде што требаше да ги допирам, да ги мечам, да ги тепам. Некако тоа секогаш ми е контра од мене, особено кон погледот на однесувањето кон дамите. Ама како одеше процесот, како помина тоа, како го игравме 35 пати, изигравме таа представа, сега од оваа дистанца ми е едно од најомилените улоги што сум ја одиграл во овој театар. Нормално од Синиот портокал, што би рекол Фај Коче, го играм Костадин докторот. Имам уназад да гледаме Вечера за глупаци сега што ја играме, што е 29-та изведба наредна недела. Ќе имаме еден мал јубилеј од 30-та изведба во декември. Таму имаме одлична представа и затоа си ја сакам улогата, затоа што публиката го цени тоа и го сака и го почитува. Уназад имам други представи каде што не сум остварил според мене, не знам каква улога, ама представата многу ја сакав. Медеа во режија исто на Ненад Витанов. Таа беше приватна продукција, копродукција со театарот, ама беше толку магична, толку убава представа направивме тогаш. Морам да пофалам Сашко Костов, имаше гениална музика во живо, исто. Така да имаме уназад многу улоги што сме ги одиграле, што веќе не се играат, некои се уште присутни и си ги сакаме и си ги почитуваме и сега на некои улоги се подсетуваме со многу убава енергија. Имам улоги, например, што се кој ќе ми текне, баш и не сакам да разговарам за... Знаете, кога ќе имате некогаш, ќе влезете, сите влегуваме со најискрена намера во секоја представа, а некогаш едноставното нешто не сака и тој публиката го гледа секогаш. Така да имам многу драги улоги, многу убави улоги и многу убави спомени од овие 15 на години кариера во театарот. Како беше избирањето за директор, кога дојде тоа, се пријави и конкурс? Како беше? Кога ми се спомна воопшто тоа,
сметав дека некогаш ако треба да бидам директор, дека тоа би било, не знам, после 45 плюс, значи после 50-тите години некаде. По разговор вака и со колегите од театарот, знаете, некош и да не сакате нешто, во разговор со тие што ти се најблиски, нели, колегите тука во театарот, кога ти велат дека зошто кога си има напредни и кога имаш убави идеи, зошто да не пробаш да ги оствариш. И то траеше така околу 10 дена за потоа да ми се даде таа можност и си зацртавме неколку цели што во овие година и нешто веќе ги остваривме. Имавме еден горчлив проблем, ние бевме центар за култура. Си го поставив тоа како цел да станеме тоа што сме. Реално никогаш не сме функционирале како центар за култура, бевме обесправени. Тоа и тоа како ни значи? Дека да, ние сме театар и треба да гласиме како театар. Си го остваривме тоа. Остваривме, нели, да во Македонија се етаблиравме како добар театар, каде и одиме, например, дали одиме во Прилеп, дали одиме во Куманово, публиката тоа го цени и доаѓа обавезно затоа што е Велешки театар гостува. Сега имавме еден мини проблем каде што ние на Балканот, например, не знае за Велешки театар. И тоа си го поставив исто како цел, дека треба да конкурираме на многу фестивали, да контактираме со многу селектори, да ги нормално да им испраќаме покани да доаѓаат да ги гледаат представите. И така да за оваа година со помош и на претходниот директор кој што имаше и он аплицирано веќе, значи ние успеавме во рок од една година да отидеме и да бидеме присутни на МЕС, кој што е еден од најеминентните театарски фестивали, бевме на Фијат, бевме на фестивал во Никшич, бевме во Ниш на театар на Раскршчу, бевме во Крагуевац, сега одиме на Нушичеви дани. За Битев имавме, ама сега имаат они малку проблем, нели, со целата политичка ситуација. Мислам дека Битев воопшто нема да биде оваа година, за жал. Така да тие работи што ги успеавме, еве гостувавме во Црногорско народно позориште, дека тие цели што си ги поставивме, не сам јас, со моите колеги, дека успеавме еве за релативно за година дена да ги исполниме. Сега си ги имаме веќе контактите каде што праќаме представи да ги гледаат нормално, па ако сакаат да дојдат да ги селектираат. И сметам дека и коментарите беа тие конкретно за Ниш, од каде излезе Велешкиот театар, например. Они не слушнале, па ние требаше да им кажеме дека тој театар постои и дека е еден од првите во Македонија. Ама ете, сплет на околности, сега го пробиваме патот кон Балканот за почеток. Имаме представа која што е на репертоарите во Пловдив. Така да сега со тие цели, со тие договори наши интерни, успеваме еве да се пробиеме надвор од Македонија и нема да застанеме тука, сигурен сум во тоа, затоа што знаете кога ќе ги исполните едни цели, тие ви ги отвараат видиците и погледите кон уште поголеми. Така да сега си целиме малци и за погоре, па ќе видиме до кај ќе стасаме. Фала ти многу што ни беше дел од магична сцена, што ни кажа се што се случуваше во Велешкиот театар за 2025 година, да има многу успеси во 2026 година, да се снимаме, да се гледаме само за убави представи. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се гледаме само за убави работи, за успешни представи, за наградени колеги и им посакувам на сите гледачи да си бидат насмеани, убави, позитивни како што сме цела Македонија, да се сакаме и нека има љубов.